Сметам дека со формирање на ова ново министерство ќе се даде еден дополнителен импулс за едно побрзо и поквалитетно унапредување на нивните права. На сите народи, вклучително, значи, не само во случајов албанскиот народ, туку и на деловите од турскиот, српскиот, бошњачкиот, ромскиот, влашкиот и другите народи што живеат во Република Македонија. Но има уште една работа која што сакам да ја кажам, пред се што се однесува и до парламентарното мнозинство, а тоа е дека со овој закон и формирање на новото министерство сметам дека ќе дадеме придонес во градење на едно општество за сите. Бидејќи од самиот почеток на формирање на оваа влада, тоа е, што знам сега, една можеби најчесто употребувана реченица, едно општество за сите, и од причина што во владата на Република Македонија имаме функционери, односно министри, заменици министри, државни секретари од сите етнички заедници, освен од бошњачката заедница. Јас ова сега што го спомнав го кажав и кога се формираше, можеби некој ќе се сети, можеби и не, ги гледав дури и стенографските белешки кога се формираше оваа влада, дури баш имав и кажано дека од 10 министерства без ресор, значи да нема да има за сите место во владата, освен за бошњачката заедница, за мене, јас го почувствував тоа како една и дискриминација и еден неправилен однос кон бошњаците во Република Македонија. И тогаш, истото го кажав и сега тврдам, дека има и соодветни и квалитетни кадри помеѓу бошњаците кои може да ги вршат највисоките функции во оваа држава, вклучително министер или заменик министер, државен секретар во министерството кое што предлагаме да се формира.